4 фирми во моментов се клучни за увоз на работници од Азија во Македонија. Наш гледач ни ги достави адресите на овие фирми во намерата да помогне на сите заинтересирани компании, а низ анализа на условите кои ги нудат, може да се види следното. Иако сите нудат работници од повеќе делови на светот, нивното внимание претежно е насочено кон Азија. Нашата понуда е базирана на сите аспекти кои може да бидат добри за двете страни, но овде најважни се профитот на работниците кои се бараат, нивната струшност како и условите на плаќање и престој. Стои во образложението на агенцијата Јупитер. Во сето ова клучно прашање е колкави плати може да понудат работодавачите од Балканот, односно од Македонија. Иако просечните плати во Непал, Пакистан и Индија се околу $80, тие овде не сакаат да дојдат ако разликата не е барем 5 пати поголема во нивна полза. Аналогно на ова, на државите од Балканот им се нудат зидари од Индија, земјоделци од Непал и угостители од Филипини. Во однос на процедурата, таа е различна, но во секој случај е релативно долга, велат од млекара Николови, кој први увезоа работници од Индија. Процедурата не е така лесна и за почеток траеше долго. Ја почнавме некаде во октомври лани, а искуството и контактите ги добивме од пријателската компанија од Србија. Лесно беше да се контактира, а добивме и помош од амбасадата, но имаше некои грешки од индиска страна и требаше да се поправат, зашто требаше време. Ни се бараше да подпишеме преддоговори за вработување, за да можат работниците да добијат виза. Но се заврши и тројца работници веќе работат кај нас. Очекуваме уште двајца во следниот период, бидејќи сме задоволни од работата на веќе вработените. Велат од Николови. Долгата процедура е проблем, но и квотата од само дозволените 5000 работници годишно за бизнисот е премалку. Од Организацијата на работодавачи велат дека треба брзо да се действува и да се овозможи вработување на странци, но пред тоа треба да се донесе посебен закон со кој ќе се регулира ова прашање. Подолго време апелираме на потребата од либерализација на тој, како што се вика, увоз на работници, значи вработувањето на странци, со тоа што не се работи овде само за зголемување на квотите и олеснување на начин добивање на работна дозвола овде кај нас, која иде преку Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за вработување, туку и процедурите во нашите аташеа, во нашите амбасади во странство, каде што аплицираат луѓето од надвор, особено за државите кај што имаме визен режим. Значи таа процедура за добивање на виза, веќе од првите случаи што ги имаме веќе во Македонија кои дошле од Индија, од Непал, е доста сложена и бара и време и многу средства на тие луѓе за да дојдат воопшто до можноста да добијат виза за влез во Македонија. А после тоа следуваат процедурите за нашите закони. Од друга страна, например, во Хрватска, таму за една недела се издаваат лични карти, отвораат тековни сметки и може да функционираат нормално.